Зимската пауза кај второлигашите покрај изодмор ќе биде искористени за темелна анализа и промени во насока за остварување на целите во пролетниот дел. Најмногу се заврзани екипите од долниот дел на табелата, со исклучок на Големо Коњери кој веќе е поморен со фактот дека нема што да се прави, бидејќи испаѓањето во трета лига е речиси сигурно. Наде за спас и опстанок во втората лига гледаат Слобод Виница, преспа победа од Прилеп Вардар Неготино, но од овие екипи кои се во зоната за директно испаѓање во трета лига, најтешка пролет ќе имаат дефинитивно екипите од Виница и Ресен, кои имаат едноцифрен број на бодови. Слого Виница според нашите информации веќе е во потрага по нов тренер, тимот ќе има и засилување, со цел да се фати барем баражот за опстанок, а некои промени се очекуваат и кај тимот од Ресен. Победа е одново под сериозни прашалници. Како да продолжи Војнина? Според наши информации тимот од Прилеп ќе се продолжи со нов тренер. Ќе има промени во росторот, но сериозни проблеми има и со финансиите и самото организирање внатре во клубот. Тимот на Вардар Неготино најблиску до бараж зоната, само 5 бода негатива, но од зоната за директен опстанок 12 бодови. Повеќе е јасно дека и тука мора да има промени, да се бараат соодветни засилувања, но пред се со квалитет, бидејќи можности и време за експеримент нема. Овие екипи се најмногу загрозни прашање со каков сопствен капацитет ќе може да се екипираат за да бидат конкурентни. Од друга страна, Тетекс и Каменица Саса влегуваат во пролетниот дел во битката за директен опстанок, но за тоа мора да се обезбеди соодветно засилување, а пак Кожев кој исто така е во бара зоната како девети е на 2 бода негатива од зоната за директен опстанок. Па така тимот од Гевгелија ќе цели кон директен опстанок. Веќе кон на овие екипи притисокот е помал и промените сигурно дека ќе бидат помали, односно се очекува по некое засилување, но и заменување. Веќе екипите во погорниот дел на табелата како Осоговот, Кочани, Градовишка и Детони, Плочковица и Новаци најавуваат 2 до 3 засилувања, а ќе има и по некое заменување. Скопје ќе мора сериозно да се засилува во трката за прва лига, а пак Беласица, Штипска Брегалница, Шкенди, Речино и Охрид ќе кројат ростири за директен влез во прва лига. Најактивна е Шкенди Речинова која се засили со напаѓачот Владимир Жоглев и голманот Антонио Столевски, а пак Беласица се раздели со Анатолиј Петијчук, а Осогово бара соодветна замена за Жоглев кој ќе биде задолжен за голови во тимот од Кочани. За разлика од минатата зима, кога второлигашите беа поактивни пред нова година, сега гледаме на поинаква слика. Освен Шкенди Речинова која се пофали со 2 засилувања, останатите настават и со краток коментар. Се водат преговори со 2 до 3 засилувања, а ќе има и по некое заминување. Пролетниот дел од втората лига започна од 21 февруари со мечевите од 16-тото коло, а веднаш после божитните празници второлигашите ќе ги запалат моторите и со тоа ќе означат почеток на зимските подготовки. Иако не е исклучено некои второлигаши да започнат и подоцна поради посериозни проблеми пред се финансиски, како што беше во летниот период.